Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Ветувања, молитви и лаги. Постарите граѓани се почесто стануваат жртви на измами. Кога довербата и добрината се користат како оружје, лековерните и ранливите граѓани се жртвите ранети од овие куршуми. Приказната е за стотици измамени пензионери, лековерни луѓе и ранливи граѓани низ цела Македонија. Со чудотворни молитви во тегли, лажни повици од внуци и полицајци, како и непознати луѓе кои за големи суми ветуваат дека ќе им помогнат на вашите блиски да не завршат во затвор. Измамниците плетат приказни со кои излекуваат пари. Како успеваат? Човечки е да се помогне, но на кого му се помага? Во Македонија се зголемува бројот на измами насочени кон постари, осамени, лековерни и ранливи граѓани. Жртвите често се срамат, не пријавуваат и не можат да вратат назад ништо освен болка и разочараност. Од Божи благослови во тегли преку лажни доктори, полицајци, духовни водачи, до измами со телефонски повици и пораки. Шемите стануваат се порафинирани, но жртвите се секогаш нови и нови. Луѓе со силна верба во човештвото. Кумановка измамена за 100.000 денари, Струмичанка оставена без заштеда од 8.000 евра, Прилепчанка и Битолчане со заедничка штета од на 25.000 евра и најново Скопјанка измамена за 1.800 евра за да ја спаси ќерка ѝ да не оди во затвор поради сообраќајка. А брачен пар во Велес уапсен за продавање на молитви во тегли преку Фејсбук. Доколку сте сведоци на вакви измами, контактирајте не на desk@telma.com.mk. А еве, почитувани, темата за денеска. Измамниците ги користат човечките секако слабости и емоции за профит. Сите сме потенцијални мети на лажни ветувања. Прашањето е како да се заштитиме. Секако секој од вас слободно може и во ова издание на Црвена линија да сподели доколку имате лично искуство со една ваква измама. А ќе ве потсетам секако приклучете се на оние кои што не следат на Инстаграм во овој момент и земете активно учество во денешната анкета. На Инстаграм стори на профилот на Црвена линија денес ве прашуваме: се чувствувате ли доволно информирани за измамничките шеми? Како што гледате, имате две опции за одговор: да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, ќе сумираме во проценти и секако ќе соопштиме резултатите, ќе ги соопштиме кон крајот на ова издание на Црвена линија. Секако ве потсетувам да биде заследен и профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Паралелно Црвена линија секако анкетата објавува на Инстаграм стори, повторувам, Телма телевизија. А време е да ве слушнеме и вас. Кога зборуваме за вакви измамнички шеми, секако верувам дека некој од вас ќе сподели и лично искуство, доколку сте биле жртва на измаме или постоело можност, но секако сте се извлекле од таква измама. Како и да е, ние сме тука на 023070005 да слушнеме од вас како можеме да се заштитиме. И можеби еве ќе споделите и ваше искуство кое што можеби ќе помогне на останатите кои што ја следат Црвена линија, никогаш да не западнат и да бидат жртви на едни вакви шеми измами кои што мора да признаеме во последно време особено се секојдневие. Па, добар ден. Добар ден и за Нова година нека ни е вечен славен празникот. Така, нека има вечен празникот Спасовден и вечно името. Да, вечни славни нека и се имињата, превидејќи источниот дел многу села слават, цели села слават Спасовден. Нека и е вечни и славно. Сега малку за темата. Се е превара, господице, и мало и ки има. Меѓутоа ја медиумите ги обвинувам. Еве зашто. Овие пусти брзи кредити го лажат народо. Колку земеш, толку вратеш. Па знаеш колку луѓе разводи бракови станаа со тие брзи кредити. Има ли некој да преземе мерки да тие млади брачни парови да не се разведуваат, да не страдат деца, да не одат по комар, тие комарджии во центарите по градовите ги наприја. Значи, знаете колку брачни парови разведеа се од тие пусти комарджии и тие пусти брзи кредити.
А Ја е, не во знам, однос на може- темата, дали ви се случило или дали познавате некој Ами, кој на што мене бил не жртва може, на ја- измама од еве вакви шеми, да речеме? Не може, за тоа се ја префигам, за тоа работи ја 30 години у трговија, јас знам, може тоа само некој на лош начин да тако е заведен, иначе мене што ќе ми изгледа толку жив ќе биде, него да преземат мерки за овие активности што има. Разбирате? Ајде уште еднаш на крај вечер слава Спасовден за Нов годин и заедно да се слушаме и видуваме. Поздрав голем! Благодарам многу, вие сте и првиот и еве во продолжение секако уште еднаш од нашата редакција. Честитаме на сите именден или денот кој што го чествувате, како што рече и господинот прималку, Спасовден. А како да се спасиме, особено повозрасните и ранливите категории на граѓани, кои што неретко во последно време постојано се жртви на некакви измамнички шеми. Доволно е да подсетиме дека навистина јавноста беше згрозена од нудење продавање на чудотворни молитви во тегли, па потоа имаме лажни повици од внуци и полицајци, како и непознати луѓе кои за големи суми ветуваат дека ќе им помогнат на вашите блиски да не завршат во затвори. Господ знае само какви се измамници допрва ќе ја користат ова слабост на граѓаните, особено на повозрасната категорија на граѓани. Токму од тие причини еве сакаме денес во Црвена линија да ни откриете како можеме да се заштитиме. Секако и постојано од Министерството за внатрешни работи има соопштенија во однос на тоа кои што укажуваат како и кога да внимаваат граѓаните. Но постојано слушаме за нови и нови измами кои што навистина знаат и те како да бидат вистинска трагедија од финансиски аспект за оние кои што се измамени. Па еве, според вас, дали вие имате некакво такво искуство и како е најдобро да се заштитиме и дали може да се заштитиме? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ало. Да, ве слушаме, повелете. Јас сум Роме. Добар ден, господине Роме. Еве, дали ви се случило да бидете изложени на ваква измама? Слушајте, знаеш од кого страдаш најпоќе? Од својот. Ево, син ми, кој што беше Америка, ме измамил да потпиша куќата. А куќата е правив ја и покојната ми жена. Со стамбен кредит, тогаш, значи, во време на Југославија. И куќата ми е зеде. И сега друга куќа направив. Имам ниви. Продав нивата и направив друга куќа. За другиот син. Од другата жена. Секоја страдаш најпоќе од својот. Што му правиш добрина. И други има такви во селово. Ти му правиш добрина, тој ти прави лошо. Ама ако имат Господ, ќе го казни Господ секого. Ја важно да му прави добрина. Не мора да ми признават. Не сакам признавање, само Господ знае све што се направило. Еве, се извинам, од вашиот крај, дали еве мештаните, граѓаните таму знаат да биваат измамени од некакви си лажни пророци, да им се продаваат свети икони и така натаму, се со цел да се постигне? Па за пари се не прават. Се се прави за пари. Така. Добро, благодарам многу за одговорите. Во продолжение сега ќе го поставиме анкетното прашање, а тоа е: се чувствувате ли доволно информирани за измамнички шеми? И сите сме факт потенцијални мети, особено во последно време дигитализацијата некако како да ги охрабри и оние кои што можеби немале на ум да прават вакви измами, се користат најразлични методи секако да се оштетат особено најранливите категории на граѓани. Па еве, можеме ли некако да се заштитиме и сега го споделете искуство доколку имате такво искуство. Добар ден. Добар ден. Има такво искуство скоро сите. Добро. Мислам дека додека не го кажат името презимето на тој што е измамник, никад нема да тој денес ќе ложе еден, утре ќе ложе друг, а име и презиме ако нема само иницијали не може да се открие тајната. Има многу поопасни измамници
кои за да дојдат до пари од невладини, што викате вие, ранливи групи, уствари они ги измислуваат такви ранливи, ги прават психички, физички, ранливи, стари, не знам што, ги премари и болни, и после одат од човек на човек, ги шират тие лаги, ги измамуваат луѓето, да го изолираат и се врши геноцид врз народот. Таа е програма од невладина организација, а тие некои ќорави, неписмени, како да ти кажам, злобни, измислуваат секакви работи, монтираат, ги изолираат, а во програмата на Сорос пишува тотална изолација до смрт. И ако приеш у полиција, например, ти го кршат точакот, ти уништуваат колата, ти пробавуваат станот, таму исто тие се поврзани со сектор за организиран криминал од Скопје и тие викаат за тој човек нема да постапуваат, нема да ќе пријавите. Тој е фактички осуден на смрт. Постепено, не е тероризам само да го убиеш најднаш, туку уште полоше. Систематски го уништуваш, МВР не презема мерки, името да го уништуваш, идентитетот, угледот, му вршиш масакр. Благодарам за одговорите. Прво ќе ве посетам секако да внимавате тајмерот од бројува 90 секунди за едно вклучување и ајде еве зошто Црвена линија денес ја постави темата. Ова е само една од низата вести на кои што постојано сме сведоци за огромни измами, прецепарични, кои што особено им се случуваат на понранливите категории на граѓани, оние кои што имаат мака или кои што се повозрасни, па некако и лесно, најверојатно, на измамниците им делуваат дека можат да ги изманипулираат и да ја постигнат целта. Вест која што особено е згрози јавноста е она од 21 месецов, кога всушност на пријава од Струмичката епархија е јавено дека постојат лица кои што продаваат молитви во тегли на блиски на загинатите во Кочанскиот пожар. Така да ова е само една од низата вести кои што навистина секојдневно слушаме, бомбардирани сме затоа што навистина стануваат секојдневие, но ваквата вест особено ја згрози јавноста бидејќи се злоупотребува нели маката и трагедијата со која што се соочуваат семејствата во Кочани. За профит пред се. Па ние ве сакаме и од вас да слушаме дали никогаш вие сте биле изложени на ваква измама. Дали е тоа никакво си телефонско јавување или нели информација која што ќе ве насочи да доставите средства пред се финансиски за да не настрада некој ваш близок или пак имате во низата на нас да сме зборували и за ситуации каде што едноставно граѓаните се измамени за да дадат своји податоци и меѓу другото нели да им бидат извлечени пари како да постои некаков си пакет или нарачка која што треба да ја подигнат. Значи голем е бројот на измамници, но и на нивни начини како да дојдат до целта, односно да постигнат профит на ваков начин. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме. Има такви измамници, сум слушала. Ве мола малку погласно, премногу слабо ве слушам. Со луѓе околу мене сум разговарала за такви измамнички работи. Значи, има многу луѓе што се жалат на тоа. Секој покушава да дојде до некој динар, ама на овој начин е многу подло и тоа не е добро. Не е добро за целиот народ. Значи, гледото е на некого да го измамиш кој има мака, например. И затоа треба многу да се внимава со кого кога ќе се јават измамници, треба да се внимава дали да се испита, да се тие работи, дали стварно тоа нешто значи, дали сака да те измеми, па да влезеш во контакт со тие луѓе ако имаш потреба, например. Имате се уште време. Еве, кажете ми дали се чувствувате доволно информирани за постоењето на овие измамнички шеми? Да, се чувствуваме како не мојата блиска фамилија. Секогаш разговараме на таа тема и сме добро информирани и се обидуваме да не навлеземе во таков измамнички круг. А
А има измамници и тоа многу големи измамници, крадаци, измамници, значи најподли начини да се дојде до некоја Така, благодарам многу за вашите одговори на што го споделивте со гледачите и како што рече гледачката, навистина ваквите измамници се користат на навистина подли, како што рече гледачката, начини кои што навистина ја злоупотребуваат целосно и тагата и маката на оние најранливи категории на граѓани, но во последно време особено се таргетирани и повозрастните категории на граѓани кои што навистина не можат најчесто да ги препознаат ваквите измамнички схеми, стануваат жртви токму на истите. Добар ден. Ден. Во црвена линија сте, повелете. Вака, сега јас сакам да кажам нешто за измамнициве, нели? Што одат од куќа на куќа и ги лажат луѓето. Прво сакам да кажам дека ние, луѓето како луѓе, се многу малку информирани. Значи, нашето незнаење е многу длабоко. Имаме многу големо незнаење како народ, како христијани и за нашата вера. Прво, срамота е да некој да си живува со болката на луѓето, на загинатите во Кочани, со тоа што ќе дели молитви во тегла. Тоа е се, денеска е празник, да не кажам, али тоа е веќе сатанистичко однесување. Тоа е само доказ колку ние народот го свртивме грбот од Бога. Колку ние само сме свртени кон други работи, а не кон Бога. И нашето незнаење е многу големо. Затоа постојат цркви, затоа постојат молитвеници, каде што може секој да си прочита молитва и да се ја каже во текот на денот. Има толку големи молитви, има многу кратки молитви, кои што се многу значајни и секој човек, мислам дека треба и секој христијанин треба да ги знае. Ајде во однос на оние нели измамнички шеми, повици каде што нели се представуваат и како полицајци, и како внуки загрозени. Времето истече. Секако благодарам за гледачката. Еве доколку сака нешто да надополни, секако додека траеме, додека трае црвена линија, можете повторно и добре дојдени сте да го завртите телефонскиот број 02307 0005. Да се навратиме повторно на онаа вест која што навистина ја згрози јавноста, за неја зборуваше и гледачката пред малку. Сушност од Струмичката епархија тогаш алармира дека станува збор за грозоморна измамичка шема, преку која лица под профилот Библиска Македонија продаваат молитви во тегли и книги, користејќи го името и авторитетот на викарниот епископ Стобиски господин Јаков. Случајот тогаш беше веднаш пријавен во полиција. Па еве ние од тука прашуваме всушност факт е дека сите можеме да бидеме потенцијални мети на вакви измамнички шеми. Ова е само еден дел од оние измами на кои што секојдневно сме сведоци, а измамите се разбира се зголемуваат од ден на ден и стануваат измамниците исклучително оригинални, така да го менуваат нечесто и пристапот, односно се со цел да ја постигнат целта, а тоа е да ги оштетат граѓаните, особено ранливите категории и повозрастните граѓани. Па како да се заштитиме? Дали сметате и дека сме доволно информирани? И сега го споделете доколку имате еве искуство токму со вакви измамнички шеми. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, во продолжение, додека очекуваме нели да слушаме ново јавување, сега кој веќе ве охрабрам, дури и вие кои што никогаш досега не сте се јавиле во црвена линија, а имате искуство или можеби сте биле жртва на измамничка шема, еве како сте реагирале, како и се заштитувате сите останати, можеби нешто еве токму ќе споделите со гледачите кои што не следат, како и да препознаеме кога станува збор за измамничка шема, бидејќи мора да признаеме измамниците стануваат вистински виртуози и ја користат нели
дигитализацијата во своја полза, која што се уште и далеко од позната, особено на оние повозрастни категории на граѓани. Добар ден. Добар ден, Тина, ако сум јас. Секако вие сте. Па еве, сте биле ли некогаш изложени на ваква измама? Или обид за ваква измама? До сега не. Меѓутоа, познавам, вистински ви кажувам, познавам, еве, помлади деца. Тој, на пример, еве, ќе речи, најде, веро, брзо ќе ми оди времето, си стојат тука и само чека да ја каже шифрата на твојата картичка. И тој си слуша и си запишува. Се сретнав со мој роднина, да речеме, што вистина работи, детето младо е, со компјутери и со се. Не ми треба, вели, твојата картичка. Не ми треба, само бројот дај ми го. Парите ќе ги немаш. Секојаш се случува сабота, попладне и недела, затоа што немаш со банката да имаш контакти, а парите ти отидоа. Ова вистина ми го зборувам. Втората работа нема многу време. Се пика целофан, вели, во автомато и ти ја ставаш твојата картичка, тој стои зад тебе. Твојата картичка е заглавена, ова вистина ви кажувам, и во Весник вечер беше, заглавен и тој ти вели, ајде, јас треба да извам пари. Абе ми заглаве картичката, ти несвесно му ја кажуваш шифрата за тој да ти помогне, фактички ти ја зеде шифрата. Има уште примери, нема време. Ова е вистина. За нас постарите стварно е жалосно. Така е. Така е, еве, верувајте, од искуство ви кажувам и од мој роднина кој се познава. Големо благодарам и за вклучувањето и за тоа што го споделивте со гледачите. Јас тука во продолжение секако ќе ве потсетам доколку сакате да пријавите измама или таков чин или сте жртва. Секако не заборавајте да го пријавите тој на desk@telma.com.mk. Пријавувајте. А сега да ве слушнеме и во живо во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Се слушаме? Да, повелете. Вака. Ова што се прават измамите, тоа е производ на државата, на безбедноста, на полицијата, подиректно кажано. Зошто го викам то? Измамник која ќе се фати, нема судење. 5 дена во полиција, док не почне крв да повраќа, и само да не почини. Тепа и тој, кој ќе излезе од полиција, ќе им кажи на другите измамници, немој да сте пипнеле чкорка една. Не знаете што ќе ве снајди. Па за време Југославија сме патувале ни цела Србија, колат ќе ти се расипи, оставо Словенија. Кој ќе се вратиш, ќе ја најдиш таму. Не пипната. Во Албанија се сеќавам, некој поправил кола, си ја забавил дизелицата. Се вратил, после 5 дена си ја нашол таму. Ама ене оджа беше таму, овде беше Тито. А сега анархија, распуштено. Јас да сум. Абе, 3 дена од сите порени с телото крвдур не испушти, не го пуштам. И така ќе се расшири то, сите луѓе ќе се тресат да кажат збор насрана, а не да крадат и да лажат. Збор ако кажи нешто, треба да одговара. Тога ќе се исправиме, иначе ние вака ќе си тераме. Пријатно во ден имате. Благодарам. Секако и понатаму во ова време останете со Црвена линија, бидејќи се уште траеме и верувам допрва ќе слушнеме и искуства, а можеби и ќе споделите нешто и со гледачите, кое што секако ќе биде добре додено, како да се заштитат они, особено кои што се неупатени и најранливи категории, особено кога станува збор за измамничките шеми. Можевме и од гледачот пред малку да слушнеме на какви се идеи доаѓаат дури и младите измамници, особено кога ќе почувствуваат дека некој е немоќен, не ја владее ситуацијата, не е брз и секако сето тоа се злоупотребува. Дури и создаваат нереална мака, односно ситуација на која што жртвата, која што е таргетирана да биде измамена, се обраќа токму на измамниците и тие тој момент го чекаат. Добар ден. Добар ден.
Добар ден. Повелете, во црвена линија сте, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Најпрво среќен ден. Среќен ден, спасов ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Важи. Продолжете. Добар ден. Добар ден, продолжете. Се слушаме ли? Да, продолжете. Здравотина. Здраво. Јас најпрво да честитам празник, среќен празник на сите што слават Спасов ден и исто имен ден на тие што слават имен ден. Најпрво, еве ќе кажам и јас еден пример. Тоа се случува и по автобуските станици. Например, на Рекорд имаше ситуација кога жена чекаше на автобуската станица, автобус си чекаше. Позади неа, дали беше петка или беше седмица? Не ме фаќате за збор. Измамник човек беше облечен во јакна нешто на поморанџесто, чепка во ташната, наведнат, најверојатно да не го фати камерата, од автобус. Ке се заблагодарам на гледачката, пред се за тоа што се вклучи во црвена линија. Сега во истиот момент ќе ви се обратам, бидејќи верувам не гледате и не слушате. Такво е правилото, 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Но секако веднаш што можете, повторно завртете го нашиот број 023070005 за нови 90 секунди. И верувам дека во следното слушање, еве тоа важи за сите вас кои што ќе се вклучите во црвена линија, веднаш исклучете го тонот на телевизорот. Затоа што се губи многу време од секундите, не можеме добро да се слушнеме, но како и да е, гледачката веќе верувам дека ја стекна таа навика со ова јавување, така да ја охрабрувам, ја поздравувам и секако ја чекаме уште во ова издание, да ја слушнеме повторно и секако да добие нови 90 секунди, за да можеме да слушнеме какво искуство на што била сведок кога станува збор за измама. За типот на измами за кои што зборуваме, ќе укажеме дека тие се далеко од оние класични, нели, не измами, туку веројатно гледачката сакаше да каже дека некогаш ранливата категорија повозрасни граѓани кои што нели движат низ градот, користат јавен превоз, може да бидат нели и жртви на крадци, оние кои што ги демнат и секој момент го користат нели да им украдат нешто од личните нешта кои што ги има, дали е тоа новчаник, дали е тоа чанта или било што, дали е мобилен телефон. Она за што денеска особено зборуваме, што со време на дигитализацијата, како што можевме да слушнеме и од гледачот кој што соопшти како сушност и младите прават шеми, ги демнеат и чекат повозрасните граѓани, им создаваат ситуација дека се случува да не функционира банкоматот, да се злаглави картичката. Секако сето тоа е со цел да се дојде до информација, до клучниот податок, за да може да се оштети жртвата. Тоа се прави и телефонски, се прави и на Facebook, се продаваат и чудотворни икони, се представуваат како најразлични бајачки, гуруа и што се не. Така да денеска навистина сите сме изложени на најразлични измамнички шеми. Како да се заштитиме? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Се слушаме? Да, повелете. Дигиталните измами и ветувања не се проблем. Мицковски нека го исполни. Мицковски нека го исполни неговото ветување за намалување на бројот на пратеници. Затоа што на 2.200.000 пратеници, 2.200.000 народ, имаме 120 пратеника.
Добро, А ајде сега имаме- малку околу темата. Верувам дека вие имате спознание и искуства, па еве што би им препорачале на гледачите како да се заштитат, особено ние повозрасните и ранливите. Дали се уште гледачот на линија? Јас уште еднаш ќе прашам дали е гледачот се уште на линија и ме слуша? Најверојатно не. Почитувани, да го искористиме ова издание на Црвена линија, ве замолувам. Имаме конкретна тема. Сега во продолжение ќе ви споделам и можете да прочитате, еве кликнете и на telma.com.mk. Ке можете да видите дека секојдневно излегуваат вести врзани токму за најразлични измамнички шеми. Дури се злоупотреби и чувството на тага и очај кај семејствата на жртвите во Кочани, па им се продаваа молитви во тегли во име на епископ. Значи тоа зима енормни размери, ваквите измами, каде што буквално исчезнува човечкото, а токму се таргетираат највозрасните граѓани и особено оние кои што се најранливи на ваков или онаков начин. Споделете во ова денешно издание некое ваше искуство, доколку сте биле изложени на измама. И секако би не било драго, еве, ако може со јавноста да споделите како вие се штитите и препознавате што е измама, а што не. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. На линија сте, на црвена, повелете. Благодарам. Па вака, ова не е новина, не е од денес, не е од вчера, ова ќе го има и утре. Тие што се склони да лажат, да наоѓаат начини како да дојдат до финансии, тие ќе измислат 300 глупости, така да само да го излажат народ. Еве има познати луѓе, не е битно со име и презиме да кажуваме, значи им се јавува по телефон, да си направи сообраќајка, ако сакате да го спасиме, ние сме од службата, значи да ќе дадете толку пари, ќе ги донесете на тоа место и ќе биде работата завршена. Луѓето во паника, меѓу кои некој ќе се подлегне на таа измама, ќе дадете, некој ќе рече не, ќе го провериме случајот, значи зависи тоа од моментот, од карактерот, од условите на човека на теренот и значи има тоа. Да речеме идат на врата, проблеми, тарак, оно што знаат. Ја лично доаѓа за такви работи, викам дај ми жиро сметка, ќе ти уплатам на сметка, ама јас не дај ако може дај 20 денара само. Значи веќе се гледа дека значи не е вистина оно што го бара, дека има проблем, има мака и така натака. Луѓето се за некој начин западнаа во голема беда, значи меѓутоа и тие што западнаа во беда, значи страдаат и оние што измислуваат глупости. Благодарам за одговорите, продолжете да не гледате. Еве зошто ја поставуваме темата и зошто постојано ви повторувам во издание дека навистина од ден на ден се зголемува бројот на вакви вести каде што граѓаните се жртви на измамнички шеми. На telma.com.mk можете да го пронајдете и овој наслов. Например, имаме струмичанка измамена за повеќе од 8.000 евра. Потоа струмичанка измамена значи за повеќе од 8.000 евра, па имаме прилепчанка која што била измамена за 10.000 евра, битолчанец за 1.000.000 денари. Постојано на сите страни, значи се повеќе и повеќе се зголемува бројот на вакви измами, но и број на измамници и тие стануваат од ден на ден се повеќе, а граѓаните се поранливи. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас имам едно искуство негативно уште од пред негде 20 години со позајмување на пари. Позајмив 13.000 марки тогаш беа, значи, и на еден пријател, Столе од Радови, значи, негде кај Континентал подложнеко тука фотокопирница и горе менувачница имаше и му позајмив, те молам 5 и 3.000 марки, му позајмив ми требат хитно ово она, му дадов и после известно време 2% враќаше камата, како што е во банката, значи после не е 2, 1,5 и тоа помина еден период и после вика немам више да ти враќам и ми остана должен негде 2.650 евра.
во евра се претвори тоа. Така да сакам да кажем дека лошо искуство не треба да се дават од тогаш наваму, кажувам да не треба да се дават ни на пријатели да се позајмуваат пари. Исто така едно искуство друго имав. Ме најде некој човек, име ми кажа, се ти си тој, работиш тамо и тамо. Немам сообраќајка во Куманово имав и немам пари да си отидам за Битола. Да ми дадеш, не повеќе, тогаш беше 300 денари, автобуската карта. Јас му позајмив, дојдов до Континентал, односно до Гранд Хотел, му однесов, го познав која кола, Пежо. Големо благодарам, еве што споделивте искуството кое што секако нема никогаш да го заборавите, особено бидејќи сте биле неиспочитувани, измамени од близок пријател. Денес секако можеме да потврдиме по сите оние наслови, она што секојдневно можеме да го забележиме, навистина се зголемува и бројот на не само измамници, кои што и како ја користат новата ера на дигитализација, изнаоѓаат најнови и најчудни решенија, поинакви начини на манипулација, особено ги таргетираат оние кои што се најслаби во однос на тоа. Тоа се ранлива група на категорија на граѓани, секако повозрасните граѓани кои што апсолутно некако им треба и повеќе сосема разбирливо време да ги совладаат вештините и она што го даваат, да речеме, бенефитите од дигитализацијата. И тука всушност на маката, на тагата, на неможноста манипулаторите, измамниците и како да извлечат голем профит и да ги оштетат граѓаните. Добар ден. Ало, добар ден. Дали сум во програма? Да, во Црвена линија сте и одлично ве слушаме. Повелете. Имам што гледаш од Тетово. Добро. Кај мене доаѓа скоро, па скоро секој втор ден на врата со разни. Жена ми е болна од рак, ми покажува слика, да ми дадеш паре, дали сакаш да купиш порапе, дали сакаш, имам дете у странство, многу, секој втор, трет ден ми доаѓа на врата и ја и ше се научив или не отварам, или ќе речем немам ништо и ќе му затворим вратата и тоа. А инаку има и многу случаеви, има се случува, кај што кажа и другите гледачи, по маркетите има многу, по банкоматите тура такви, за читање на податоците патича, туриш, мислиш, е безбедно, банкомат треба да биде безбеден, ама ти откај знаеш дека нема нешто монтирано на банкоматот? Така, благодарам многу, поздрав до тетовчани кои што не следат. И сега е време, секако уште еден коментар да прочитаме, кој што припаѓа на Ружица втор профил. Вели, дали сме информирани како кој, ама малку и уклучување на мозокот. Од искуство под телефон пробано е да ми земат податоци за сметка и која банка. Се разбира, нема давање податоци, не знам што и да прашаат. Друг случај, јас не знам како да се заштитиме. И на улица и на врата дома ми се представуваат од Министерството за внатрешни работи, и во цивилно, и во униформа. Како ќе знам дали се лажни? За 2 секунди ми покажува некоја значка, демек ние сме од Министерството за внатрешни работи. Јас ниту ги знам како изгледаат тие значки, а и сум слушнала дека има и на Битпазар. Стварно не знам како може 100% и да се заштитиме. Благодарам, Ружица Втор, за коментарот. Ние одиме на реклами, а потоа ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата.
Почитувани, ајде да ги погледнеме и резултатите од денешната Инстаграм анкета. Ако не сте меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, бидете. Од овој момент профилот е на црвена линија, а еве како одговорија оние кои што не следат. На прашањето се чувствувате ли доволно информирани за измамничките шеми? Со да одговорија 33%. Со не одговорија 67%. Тука останува секако да ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Да ве посетам секако корупција и секакви измамнички шеми пријавете и на desk@telma.com.mk, а информирајте се и кликајте на telma.com.mk. Во продолжение следува да си кажеме со Горан Петревски. Гледајте го.